Можеме, другар, пукај. Здраво, живо. Здраво, живо. Вие сте? Јас сум Петар Ренџов, член на Тумбао Салса Бенд. И, како сме? Па, поприлично пријатно. И после толку многу години притисување на оваа музичка сцена, на овој музички простор, дали нека ти доаѓа да кажеш, доста у пичку матер, више оваа 10 години? Ова е добро прашање, до сега прв пат вака искрено некој ми го поставил. Доста и со псовки. Па, ја мислам дека не. Секогаш ми е предизвик. Нов предизвик, секое ново музичко искуство, секоја нова музичка вечер ми е предизвик. Дружбата со музичарите ми е предизвик. Размислувањето дека утре имаме концерт ми е предизвик. Така да, што ќе донесе утрешниот ден, ми е предизвик. Така да, никогаш доста од музика. Што има ново со Тумбао Салса Бенд? Со Тумбао Салса Бенд има нешто ново што е многу старо, и тоа е 10 години старо, значи славиме роден ден оваа година, 10 години од постојање на Тумбао Салса Бенд. И те речевме дека по тој повод, главен повод, треба да направиме еден концерт, промотивно да го отсвириме CD-то Бела Салсита кој го извадивме минатата година. И малку да се порадуваме на сцената на Универзална сала, заради тоа што официјален концерт до сега никогаш не сме имале. И баш се радуваме на тоа. Кажи ми, значи до сега не сте имале свој собствен солистички концерт, а сте имале настапи еден тон низ клубовите на фестивали. Вака, значи ние настапуваме веќе 7 години во клубот Midnight и таму секој четврток успеавме 7 години поред да продаваме по 400 или 500 карти, зависи која како вечер. Меѓутоа, тоа ни е гарант дека ќе имаме публика на концертот. И уште што ни е гарант, заради тоа што уште сме во добра форма, доста добро ја познаваме латин музиката. И да кажеме да во Тумбао Салса Бенд дека учествуваат највозбудливите иноватори на музичката сцена, тоа се членовите на Big Bandот. Значи, сите се членови на македонскиот Big Band. Значи, возбудливи инструменталисти, како сега тоа, импровизатори, одлични. Значи, покрај на вокална интерпретација, ќе има и музичка интерпретација, што ни дава за право дека после 10 години имаме право да се шегуваме на сцената. Супер. Кажи ми, за оној микс на македонска народна музика и латино. Како тоа ви дојде, мислам, како го најдовте тој рецепт? Рецептот си дојде сам по себе. Зашто си дојде сам по себе? Заради тоа што ќе морам, навикнат сум ја устари на микрофон. Рецептот сам по себе си дојде, значи ние не направивме никаква посебна истражување на музиката па да ги спојуваме македонската, него на една клубска свирка во Midnight клубот ја отсвиревме еднашка како надоврзување на една друга салса песна, ја отсвиревме Фато Мори Душманке и се направи урнебес меѓу посетителите и тоа ни беше прв знак дека нешто сме откриле случајно или намерно. Ако е случајно, тогаш си го запамтивме рецептот и пробавме после тоа, среќата со пари не се купува и македонско девојче ги направивме во наш аранжман и испадна дека уствари ние сме ја споиле класичната македонска музика со ритамот на тумбаото, значи со латино ритамот или односно со кубанскиот риф, оној кој го баш и тоа и се надевавме дека тоа ќе успееме да го направиме, баш кубански призвук да добие тоа и мислам дека
тоа успеа, тоа е. Кажи ми, можела обратна варијанта да се направи? Дали сте пробале? На некој начин, меѓутоа не е експлицитно пробано. Значи, пробавме на 7 осмини да звучат малку кубански. Едната песна ни се вика Сина звездана прашина и е посветена на трубачот кој почина, а беше прва труба на нашиот бенд, се викаше Гоце Димитровски и имаше настапувано со сите светски джезери. Тој беше прва икона на македонскиот джез во изминатите 20 години, беше прва труба на белградскиот биг бенд заедно со Душко Гојковиќ и беше овдека последните години беше прва труба на македонскиот танцов оркестар, меѓутоа прераното починување и нас не изненади и ние решивме да му посветиме песна која ќе биде македонска, значи ќе содржи 7 осмини а ќе го има призвукот на латино. Колку успеавме, нека гледачите на бла-бла нека просудат, нека ја слушнат композицијата, па не. CD-то може да се најде каде? CD-то мислам дека може да се најде па по многу трафик, ја не знам се каде е дистрибуирано. Меѓутоа може у Југотон да се најде. Ја бев и гледам дека го има тамо. И баш си израдував, викам, го нашето CD и на овакво стани. Ние со име и со презиме тамо и викам, важни луѓе. Happiness. Ако збориме за продажба реално продажба, мислам дека околу 240 седиња се продадени. Што у денешно време да ти купи некој CD ефтини се, значи 150 денари е цената на CD-то. И се мислам дека секој може да си дозволи да го има. И ама еден ќе го купи па ќе го даде на другарите и ќе го преснимаат сите и нема потреба ни 150 денари да се даваат денеска. Или па нека ми се јават, мене ја ќе им дадам CD. Или е тоа малце и како непочитување спрема артистот, спрема бендот? Не, знаеш што е непочитување? Непочитување е сега на концерт да дојат и да рече случај дайте ни карта за да влеземе, да се забавуваме, а да не ви дам пари. Ја тоа мислам, а иначе ова со музикава е толку станато толку е таа машина која ги продаваше CD-њата и плочите порано, тоа беше бизнис машина која заработуваше милиарди долари годишно. Сега веќе не постои. Значи, ни едно CD, евентуално со целата почит на CD-то на Каролина, кое ја претпоставам дека е купувано многу голем број заради тоа што беше експлицитно убаво. Со некаква, меѓутоа другите автори не можат да си дозволат да продаваат CD-ња. Ја не знам и 240 како продале, ама тоа е. Кажи ми, што мисли за македонската сцена, пошто ти си плюс или подолго време, во тоа, во разни бендови, во разни формации, како мислиш дека се развива? Дали назадува или напредува? Па, зашто да назадува и зашто да напредува? Па, ја мислам дека порано имаше многу подобри бендови. Значи, зборам за ја кога сум почнувал. Значи, зашто подобри бендови? Заради тоа што кога ја правиш музиката не мислиш дека од неја треба да имаш фидбек. И се живееше за музика, се свиреше секој ден. Проба? Едва чекаат сите да дојдат на проба, сваѓаш? И автоматски имаше некаква музика која се викаше джез рок, рок, почетоците на рок-н-рол тогаш беа Iron Maiden, не знам кои легендарните ZZ Top, не знам, знаеш, и ни дава правило каде да се движиме, Led Zeppelin, Deep Purple, значи ни дава правец каде да се движиме и тие беа нашата видно поле. Меѓутоа, денеска е као прво расплинета е музиката. Има многу правци. И ти да си добар и да живееш за твојата музика, треба во латино правецот, кој што припаѓа тумбава салса бенд, да имаме многу фанови. Ако ги немаме, веќе отишле у турбо фолк. Сваќаш, од и таму има бендови што свират одлично, има добри музичари. За рок-н-рол сцената, мислам дека денеска
ја колку што можам да приметам, можеби сум во грешка, можеби не излегувам доволно, па да пратам што се случува, меѓутоа се надевам дека ќе се подобри. Па Кумбава салса бенд за тоа. Гајби со пиони се дел од музиката што ја правим. Дали е нешто друго потребно за концертот на Кумбава салса? Па, гледај, значи, што ја преска кажав дека има возбудливи инструменталисти. Значи, треба минимално презнаење за да се ужива во музиката. Што значи тоа? Малку да сте дослушнале што значи звукот на една труба, например на Артуро Сандовал. Било кој од джезериве еднаш да отишле на джез фестивал ќе многу поблиска ќе им биде. А луѓето обично дома седат и гледаат некакви оние серии што се овако и не се удослуг со музиката што е свири. Тоа го имаат, да кажеме, и вие рокерите од другата страна на камерата, и ние или рапери или што и да е, и ние од оваа страна на камера што сега зборуваме, дека генералниот социјален момент не ни дозволува да се посветиме многу на музика. Така да, освен доброто расположение и дека ќе играат овие танчерите, дека ќе играат, меѓутоа мислам дека музиката пружа многу подобро. Значи пасажите инструменталистички, тоа сакам да го кажам на самиот почеток, носат една убавина што, да кажеме, тука е црвено срцето, меѓутоа не можат да видат дека е црвено. Они се далтонисти, не можат да ја препознаат музиката дека е колку е убава и ја гледаат дека е можеби жолто или зелено и не можат да ја препознаат дека е боја на љубовта, дека е црвено. Добро, кажи ми сега само дали е тешко да се функционира, пошто реално сте бројно тие 80 Да. И до 11. До 11 души. Тешко е? Малку е, заради тоа што прво да не викнат на свирка во Гевгелија, треба да отидеме со 4 автомобила, заради тоа што и опрема носиме, значи автоматски е потешко него да си дуо и трио или квартет. Второ, Тумбао салса бенд кој ќе се собереме на проба, мора да имаме стриктна концепција на аранжмани што ќе свириме. Ако секој свири по свое, 11 души, можеш да замислиш што станува. Станува еден збир на звучи кој е многу тешко да го канализираш. Така да и тоа ни е исто така тешко, мораме аранжманите да ги правиме, мораме. Меѓутоа, не се жалиме заради тоа што сме многу. Крајниот звук е она што и на нас не радува и ќе го издржиме тоа што сме многу луѓе. Нешто што сакаш да кажеш, а не те прашам? Па, тоа сакав да кажам дека на 3 и на 4 во универзалната сала ќе имаме концерт, 3 и 4 март. И сакав да ги поканам сите кои евентуално се заинтересирани да слушаат добар латин джез, да ги слушаат нашите гости кои ќе дојдат од Куба специјално, да ни бидат гости на концертот, тоа се Азафран Микс. Да дојдат малку на дружба, да не поддржат со тоа што ќе купат карта, нешто. Да си ги отплатиме барем трошоците што се. Колку е цената? 350 денари. Многу е или малку? Се ве прашувам вас од другата страна на камера. Ја мислам дека е одлично. Искрена благодарност и на вас за поддршката и Урбана телевизија бла бла.